Долго години поминавме овде, долго години најавувавме дела, долги години работевме. Еве јас ви ја најавувам 2026 година како година на вистината и покри другите сценарија кои што ги припремаат во поглед на Светска здравствена организација. Денес дојдовме да го завршиме ова видео и се враќаме повторно назад, затоа што наша преокупација не е само кафе барот кој што го правиме во Прилеп, солените соби, грижата за најмладите. Наша преокупација е и Македонија, каде што можам слободно да кажам дека тоа ни е основна преокупација, македонизамот и вистината за Македонија. Денес за прв пат ќе ја повикам владата на Република Македонија. Денес за прв пат ќе го повикам премиерот Тино. Денес за прв пат ќе го повикам министерот Љутков. Денес за прв пат ќе го повикам Музеот на Република Македонија да ги пушти скенерите овде и тимот на археолози, затоа што вистината за Македонија ќе биде таа што мора да ја додржи земјата во живот. Локалитетот Аленјак, каде што сме овде, ја крие целата вистина и престолнина која што е изградена од Архелај I. Значи престолнина која што е преместена од кралот Филип во престолнината Бела. Тит Ливи пишуваше за сите овие активности и за сите овие работи кои што се поврзани со последната битка на македонците и римјаните. Библиски содействуваат со времето на Исус. Тит Ливи пишуваше и за последната битка и нормално дека ќе пишува затоа што е главен историчар на Август Октавијан и на Тиберии. Како што знаете, случувањата со Август Октавијан и со Тиберии се поврзани со библискиот Исус. За Владо Павлов, конечното поробување на Македонија во 17 година од нашата ера, кој што ја кријат сите, е библиското распетие на Исус. Ако ставиме Македонија под името Исус, ќе дојдете до заклучок како Рим и Цинци Легија ди Рома ги ја распнал Македонија на 4 дела. Уште еднаш го повикуваме премиерот Тино и ги повикуваме сите македонци да застанат во одбрана на македонизамот, да застанат во одбрана на вистината за древниот Еге, кој што го добил името породниците за сребро, АЛ, латински израз, а овде во околината на Свиланово и во околината на Осогово и во околината на Брана градче имаме неколку рудници за сребро. Овие рудници за сребро ја обележуваат древната престолнина на Еге. Зошто го правам се тоа? Се тоа го правам поради тоа што овде постои гробница која што е празна, а скенерите тоа ќе го утврдат, а кога ќе го утврдиме заедно,
со Музеот на Република Македонија и со сите оние кои што ја сакате вистината, не се плашите од Вавилонската блудница денес Брисел, која е создадена од лагите на нашиот јужен сосед, ќе дојдеме до заклучок дека некој на вистина ја преместил вистината од тука, оному каде што денеска е представена. Главната престолнина е била горе, а додека градот лево и десно е бил тука. Овде има многу глина, што значи дека некој овој простор го заштитувал. Не случајно, овде према север, од овде е и селото Бели. Селото Бели останало да остане, селото Бели останало како синоним на белата светлина, на белиот оган, на престолнината Бела и на сето она што е поврзано со древните македонски цареви. Според моите долгогодишни истражувања, матицата или пчелата е земена од овде и е преместена онаму од каде што денес го најави сето тоа, тоест на Текишински лозја. Овде имаме два локалитета. Локалитет Текишински лозја и локалитет Аленјак, кои што судествуваат во исто време. Го имаме и локалитетот Барутници кај Јасном, а го имаме и локалитетот Лукубија. Сето ова ја докажува целата вистина, каде што овде е забележено жена која што кадила темјан за Спасителот. Сите овие докази треба да ги завршиме заедно, од кој што ние се македонското обединување ќе започнеме еден голем процес за ова вистина, затоа што 2026 година ќе биде година на вистината. Бидејќи повеќе земјата не може да се додржи во живот. Македонците ќе сватат дека најголемиот спас за Македонија покрај враќањето на фионот е и археолошкиот туризам со вистината за Македонија. Сето ова ќе значи не само спас за македонците, ќе значи спас и за целиот свет. Кој, што и зошто е главното прашање да го преместува гробот од ова некропола, од ова престолнина на нашиот татко Филип Македонецот. Јас го гледам Исус како спасител и лик кој што ја преместува вистината, за кој што морал да дојде во Македонија и за кој што морале сите овие случувања со Исус да бидат во Македонија. Зошто? Затоа што во тој временски период сите земји од Блискиот Исток, па дури и Анадолија, денешна Турција, биле заземени од Рим. Единствена земја која што не била поробена е била само Македонија. И ако тој син, а е син на Клеопатра VII, најголемото утврстување на Клеопатра, на нашата мајка Македонска Богородица, им е била Македонија. И не случајно, знаејќи ги сите тие активности, знаејќи што го очекувало македонскиот народ, по големиот број претходно неговата мајка Клеопатра VII и Марк Антонии ги преместуваат во денешна Македонија, па дури и поврзаните работи со Александар Македонски. А додека незиниот син ги преместува од овде на места кои што биле заштитени, затоа што знаел дека треба да бидат отворени со завршницата на ерата на рибата. И не случајно, Исус е алфа или омега, или почеток или крај на ерата на риба. Што значи тоа? Како што Александар во ерата на овенот му го отворил патот на Исус, така Исус повторно, како Александар што му го отворил патот, во ерата на Водолија ќе му го отвори патот на Александар. И тоа никој не може да го попречи. Никој, а најмалку оние кои што се прават и се играат масони во нивниот свет
на добра ципела и костум, а позади нивните скапи одела и шпит ципла и шпит ципела се крие праисторискиот човек и животот во пештера како канибали кога се јаделе едни со други. Не може да го попречи ниту сионскиот приорат, кој што е на врвот од илуминати на светлината и илуминати на темнината. Затоа што ерата на Водолија е тука, затоа што ова вистина е запишена и во Откровенијата, бидејќи на друг начин не може да падне Вавилонската блудница ЕУ ако не се отвори вистината за Македонија, а вистината за Македонија е поврзана со Кочани, Кочанско и Виничко и сите други делови од Македонија. И тоа е доказ дека откровенијата на Јован ќе бидат исполнети. И тоа е доказ дека Европа, која што сега не става на колена, самата ќе се стави на колена и ќе дојде на поклонение да се моли за сите работи што ги правила против овој свет народ кој што е измачен и за кој што можеме да го споредиме со најгрозоморните сценарија во ова ера на риба што му е правено. Затоа, денеска сме тука да докажеме кој сака да биде Владо Павлов мртов и дали некој во стилот на големиот Паско Кузман, дали некој во стилот на Палче, Мали Палче за Владо Павлов, дали некој во стилот на сите оние кои што дојдоа сиве овие години, испратени беа од ова тајна служба создадена од времето на Милошевиќ, дали некој сака ова да го зацементира, како што многу работи се зацементирани, за да не излезе вистината. Тој некој, јас уште денеска го предупредувам, колку и да се обидува да ја зацементира ова вистина што денес започнувам да ја кажувам, нема да успее. Затоа што во Откровенијата стое дека падна Вавилонската блудница. Падна Вавилонската блудница, она која што го напојуваше европскиот народ денес со виното на гневот. И на крајот, гледај, еве гледај, 144.000 кои што го има символот на нивните чела. Еве гледај,